Вчера бевме сведоци на еден преседан. Во 53 години постоење, по 53 години постоење, македонската дипломатија реши да излезе на улица, односно на протест, за да го предупреди раководството на Министерството на надворешни работи за она што се случува во оваа важна институција во државата. Во студио на Нова ДНС гостине Сашко Тодоровски, председател на Синдикатот на македонската дипломатија. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Во вашата изјава тврдите дека постојат тешки нарушувања на дипломатската професионалност. Може ли да најдете една или две илустрации со кои би можеле да разбереме што подразбирате под тешки нарушувања на дипломатската професионалност? Значи, може би прво и основно што го забележуваме веќе подолго време е еден паралелизам во известувањето. Се разбира дека не е ова судска постапка, па сега јас да изнесувам докази. Овде веќе зборуваме за впечатоци, констатации, илустрации, конкретни примери кои би... Првото е дека има двојно известување, дека овие политички амбасадори практично не го известуваат за ништо важно министерството. Туку директно тој што ги упатил, тоа е партијата. И тука, буквално речено, има и еден видлив јаз меѓу оние информации што ние ги добиваме и некои празнини кои очигледно се информации пратени до други адресати. Значи, тоа е првото, може би, најстрашно. Второ, има ситуации кога се што, да така кажеме, не се согласува со нивните ставови, се прогласува за немакедонец. Значи, диаспората се соочи со, може би, најеклатантен пример во Хрватска, кога господјата Караѓозовска, тешко ми е да ја нарачам амбасадорка, прогласи наши македонци кои што живеат во Хрватска подолго време дека не се воопшто македонци. Како тоа? Па имаше протести пред амбасадата наша во Загреб. Од диаспора македонска во Хрватска, нашите луѓе во Хрватска. И пред домаќините, и пред медиумите хрватски, господјата Караѓозовска излегува и вика дека тоа не се македонци, тоа се некои платеници што дошле, два-тројца кои што, дури и не знаат што сакаат. Тоа е веќе многу страшно. И третото е дека се прават многу сериозни отстапки од дипломатските стандардни поставки пред домашните органи, а во функција на одбрана на некакви си партиски интереси. Па дури тоа толку е немошто и немоќно направено, што дури, да така кажеме, завршуваме со подсмев во дипломатскиот кор, а кој подсмев странските дипломати ни го дошепнуваат. Секогаш наоѓаат начин. Она што до јавноста допира се тие скандали што се случуваат со разноразни наши политички амбасадори од Австралија, преку Чешка, Хрватска, сега последното е Австрија. Така што тоа е она што е на површината. Меѓутоа, под таа површина има една дерогација на се она што е професионално. И автоматски, простете, но повеќе од половина составот на актуелниот состав на Министерството, на работно ниво, се кадри што дошле, да не речам се со партиска провинција, ама дошле во времето на актуелната власт. Добро, тоа што дошол некој... И сега тие луѓе што да прават? И како? Прашањето ја састапува, ги представува интересите на Македонија во странство. Се знае ли сега тоа? Ама кажете ми, кој се испраќа? И овие луѓе што се внатре, што да прават? Да се држат до професионалното и постепено да се качуваат по дипломатските лествици или да прифатат партиска задача и преку ноќ да станат амбасадори. Вие да сте на нивно место, што ќе направите? Па предпоставувам би се држат пред професионалните скали. Би биле многу среќни кога би било така, но да, имаме еден помал број и многу поголем број кои што се надеваат дека наместо да ги извршуваат професионално дипломатските обврски, ако реализираат определена партиска задача, ќе бидат бргу унапредени во амбасадори. И добро свести се дека таа приказка кога тоа завршува и единствено сигурно место е занатот и професијата?
Па и да и не, заради тоа што пак тие луѓе немаат верба во, да речеме, СДСМ. И та дури во еден разговор, еден таков колега, кој што многу се колебаше што да направи во една таква ситуација, ми рече, што ќе имам јас кога ќе дојдат другиве на власт? Тие сигурно ќе ми исечат. Значи, они се почувствувале дека се во некаква безизлезна ситуација. И се оди надвор и се застапуваат партиски интереси. Баш така. И без проблем, добро. Не сите нагласувам. Добро, се разбира, да. Велите дека се побунивте и тоа околу тоа бевте многу гласни и претходно околу известна дискриминација, како што велите, која се прави во однос на професионалните дипломати од МНР, односно во однос на економските промотори, кои според вас се фаворизирани? Па да бидам искрен, сега имавме можност да добиеме документ кој што владата не го сокри, си беше објавен во рамките на ЕНЕР, кај што јасно и гласно владата побарала од нашето министерство да се промени законот за надворешни работи и на тој начин да се надмине проблемот кој што го имаат економските промотори. Економските промотори не можеле со овие лимити што важат за дипломатите. Значи, прво самата влада најотворено не подели меѓу економски промотори кои што им се важни и кои што замислете не можат со тие пари да ги платат станарините во странство и дипломати кои што сакале не сакале мораат да ги платат тие станарини. Кои се реакциите на оние кои застапуваат партиски интереси како дипломати? Дали не се наоѓаат навредени што се така третирани? Бидејќи претпоставувам имаат проблеми со лимитите. Ако економските промотори имаат лимити, тогаш претпоставувам и овие имаат исто проблеми со лимитите. Апсолутно да. Ова е веќе една ситуација која само кулминираше и од тука не случајно, дури и тие вработени што биле вработени во периодот на владењето на оваа власт, веќе ви реков има јасна една поделеност, јасно едно незадоволство и да така кажам, па и навреденост. Се чувствуваат навредени. Заради тоа што имаме дури и ситуација кога таков кадар во странско ДКП е на ниво на трет секретар, економскиот промотор е на втор секретар. Ама кога ќе дојдат обврските спрема амбасадата, економскиот промотор воопшто не добива никакви обврски, овој треба да ги изврши. И во една таква колизија, баш тој од куќата дипломат, дури и беше избркан од работа. Економскиот промотор. Значи, мислам дека... Они се заштитени бидејќи носат странски инвестиции. Добро, кога ќе ги видиме тие странски инвестиции, што било кој, еден единствен ми посочите, тогаш ќе прифатам дискусија дека донеле некакви инвестиции. Овие што доаѓаат, ги носат ли тие економски промотори? Не. Кој ги носи? Директно се преку владата. Нема ништо, колку што јас знам, да е дојдено преку некој наш економски промотор. Главно тоа се, директни контакти со премиерот, поранешниот премиер и неговите најтесни соработници. Еден од императивите за македонска дипломатија е сега привлекување на странски инвестиции. Зошто е тоа императив? Не знам, прашувам. Гледам, тоа е... Тоа е не само спорно, туку по мене е крајно неточно. Напротив, после овие... Се бара од секоја амбасада да оствари не знам колку контакти со фирми во земјата во која... Се согласам. Но, после овие 10 години на актуелната власт, мислам дека е видливо дека со тие странски инвестиции ние не само што не напреднавме економски, туку ни се зголеми дури прагот на сиромаштијата, ни се доведовме у ситуација ние да ги субвенционираме тие странски инвеститори. Значи, тоа е сосема погрешна надворешна економска политика, а се задолжуваат и амбасадите, и сите вработени да имаат обврски на тој план. И тука имаме една чудна дискрепанција. Вчера излеговте со едно така како да кажам, сериозно обвинување кое задира во голема мера во сферата на владењето на правото.
и почитување на законите, а тоа е околу прашањето за како се издаваат македонски пасоши надвор од државата. Зборувате за 500.000 пасоши кои се дадени и кои даваат право на глас на диаспората. Точно. Министерот ви одговори на тоа и рече дека не му е познато за што точно го обвинувате. И дека се издаваат пасоши на луѓето кои се, нели, македонци по потекло кои живеат во диаспора. И самите медиуми констатираа неколку такви афери, да дури во една од тие конкретно Тирана беа изнесени и снимки од пратеници на владеачката партија кои што нешто прават со пасоши во некаква си таму кафеана. Да, тоа го видите дека пасоши се издаваат во амбасадите. Апсолутно. Веќе тоа, ако е факт, е прекршување на законодавствата на тие земји. Заради тоа што ние тоа можеме да го правиме само на наша територија. Што значи амбасадата, во амбасадата, нели по принципот на екстериторијалност, тоа е македонска територија. И да, таму можете и да издаете пасош, и да дојдат луѓето да гласат, ама не смее во кафаната што е на 50 метри од амбасадата. Кој ги издава тие пасоши во кафана? Тука доаѓаме до она што е можеби најспорно и што на крајот на криштата е логично дека министерот сакал или не одбрал да малку изјавува дека не е во тек. Меѓутоа, овие афери беа јавни. Значи, ние имаме ситуација... За Тирана беше објавено за време на изборите во да. Имаме ситуација кога наши професионални и тоа луѓе од ДУИ, владеачката партија го соопштија. Апсолутно. Сигнализираа дека имале проблеми, а пред само неколку месеци на социјалните мрежи се појавија слики од двајца пратеници на ВМРО, кои оделе низ Србија и наводно делеле такви пасоши. Ако тоа го направиле двајца пратеници, на крајот на криштата е надбор од нашата ингеренција. Меѓутоа, со нив на фотографиите е видлив наш колега кој што на 1 септември или 1 октомври премина од Министерството за надворешни работи во една друга институција. Значи, наш поранешен колега и, наводно, според сознанијата на некои наши членови македонци во диаспората, со нив бил и еден актуелен колега, односно вработен во Министерството за надворешни работи. А овој премина во која институција? Друга институција. Кога проверивме, излезе дека обајцата и овој наш поранешен колега и актуелниот наш колега биле на одмор. Значи, таа ситуација на одмор па да вршите определени државни работи не оди нити седи. И тоа е прекршување на законите на земјата домаќа. Да, тоа се земји кои што не гледаат во овој или онен сегмент као пријателска земја, па ќе ни прогледаат низ прсти, ќе се направат дека не го перцепираме. Која е мисијата на овој тим што го правите? Да се делат пасоши? Немојте да се сомневате дека домашните служби тоа го не само перцепирале, туку го документирале. И при првата ситуација на влошување на билатералните односи, ќе го извадат. Сега, според нашите луѓе во диаспората, овие луѓе имале веќе готови пасоши и им ги нуделе на македонците што живеат во Србија. Како готови? Со име и презиме? Со име и презиме, со се готови. Македонци само физички да им ги врачат. А зашто тие македонци кои се во Србија немаат пасоши? Значи, некои од нив уште на времето се одлучиле за еднодржавјанство, посебно што во периодот на Слободан Милошевиќ, па и непосредно после Милошевиќ, беа изложени на многу силни притисоци доколку имаат македонски пасош. После тој период и со либерализацијата на нашите односи, подобрувањето на нашите односи, еден добар број на такви македонци се окуражија зедува пасош, а некојаш може и да не зеле, ама чисто од инерција или сложеност на постапката. Како и да е, тоа е битно променета ситуација. Но она што е во противност на внатрешните процедури е токму ова да му врачите на овој начин пасош, дури и да го сака, иако
според некои известувања. Си до кафане, уместо да те частна пијачка, те частна пасош. Така. Нема... Но имало и такви македонци во Србија кои што тоа го одбиле, наводно. Да. Значи, што е процедурата? Процедурата Одбиле пасошот или на тој начин да го добијат на пасош? тој начин да го одбијат, да добијат пасош. Иначе процедурата е, тие се пријавуваат во нашата амбасада. Нашата амбасада го известува Министерството, односно Централата. Амбасадата е исто работна единица на Министерството за надворешни. Ние, во договорена процедура, вршиме проверка кај МВР, добиваме одобрение за определен број на граѓани, тие што ги исполнуваат условите, и врз основа на тоа, ние, наши луѓе, им ги врачуваат, при што имаме така наречени мобилни станици, кај што се земаат отисоците и така натаму. И било при поднесување на документите, било при издавање, а всушност е потребно во обете прилики да се преземат тие биометриски активности. Што значи? Се она што е правовалидно издадено е или би морало да биде на списоци кои што ги има нашето министерство. Се она што не е правовалидно издадено би требало да се најде на списоците на МВР, но не и на нашите списоци. И автоматски, ако ги споите овие два списока, освен ако нема груп фалсификат, би требало да се појави оваа разлика ако имало такво делење пасоши. Меѓутоа, и покрај сите индикации за такво нешто, дури ни ДИК не се заинтересира да ги земе списоците Со најавеното вкрстување на податоци од различни институции ќе се појави ова? Во тие 10 институции не сме ние. Нема да се појави. Само нашите списоци versus МВР списоците. И тоа по два услова. Кај МВР списоците да се појават и тие пасоши, а да не се надодадат, значи да не се фалсификуваат нашите списоци. Само така ќе се види оваа разлика. Малку е сложено, знам. Да. Да ве кажам, ето. Океј, имено, околу оваа операција, вие наведувате, ќе ве цитирам, пристигање на наши дипломати во земјата на нивниот прием, што не се пријавуваат во домашното МНР, барање да се испрати покани за експерти, наводници, со нејасна или непозната експертиза, да добијат виза за таа земја, за да присуствуваат на непостоечки настан или настани, барање, прво љубезно велите, а потоа помалку љубезно да им се овозможи пристап на тие дипломати и експерти во наводници до списоците на амбасадите каде се евидентирани членови на нашата диаспора. Тоа значи дека некој оди, прво велите љубезно, а потоа помалку љубезно. Што подразбира помалку љубезно? Па ете, малку инзистентно, да така кажеме, со карање, со закани, со викање. Во амбасадата. Наша, во некоја земја. Баш така. И тоа не е една земја. Повеќе? Повеќе. И тоа се луѓе... Велам, разбирате дека морам да ги заштитам моите колеги, Се заради тоа разбира. не навлегувам во идентитетот на тие луѓе. Се разбира. Но она што ме интересира е системот. Како тоа функционира. Одлично. Што значи тоа одат како експерти на настани кои не постојат? Па знаете што, кај некој од овие посебно европски земји имате ситуација кога за да некого пријавите како експерт, морате да кажете точно на кој настан оди, например конференција за да добие виза? Не, пошто бидејќи виза не ни треба во Европската унија. За да го пријавите како официјална посета или официјален престој. Он нема потреба од виза, меѓутоа ако оди туристички. Ако оди во некој работен облик, виза е потребна. Станува збор за дипломат или некој кој е вон, кој нема врска со дипломат? Во даденава ситуација под експерти велиме луѓе од други министерства, не наши колеги. Нашите колеги се покриени со дипломатски пасоши. Така да за нив не е иста процедурата. Ова е за оние колеги од други министерства кои немаат ниту дипломатски, ниту службен пасош, еден помал број што се бават со меѓународна соработка, имаат дипломатски, односно службен пасош. Меѓутоа, оние колеги кои што никогаш немале некаква соработка, треба или да ги пуштат као божем туристи, ама после може да дојде ситуација, аха, ти нешто работиш овде,
и ете ти Белја, и за да ги заштитат, наоѓаат некој настан, конференција за заштита на белоглавите орли. И викаат, доаѓа Филе Филевски од Министерство за економија. Каква врска има Филе од економија со белоглавите орли? Конференција за белоглави орли не постои. Или постои, на некоја агенда се наоѓа. Во една ситуација таа дури и немало таква конференција. Најчесто наоѓаат некоја вистински конференција што треба да се одржи, ама можеби не во моментот. Ќе најдат било каков изговор и викаат, молиме амбасадата да помогне во добивање на виза, односно дозвола за човеков да престојува, треба да оди на таа и таа конференција. За да има третман не како туриста, него како официјален представник на Македонија. Баш така. И тој стига таму и оди во амбасадата. Не оди на белоглавите орли, туку оди во амбасадата и на амбасадата му да ги изгубил адресот. Баш така. Баш така. Тоа се списоци на луѓето кои се во диаспора, кои живеат во таа земја како диаспора, кои се пријавени. Значи, прво имате една ситуација кога за редица од тие наши луѓе ние вршиме определени конзуларни услуги. Автоматски си постои конзуларен список. Второ, имате луѓе со кои се вршат некои други нотарски функции. Исто така, тие си се запишуваат во нашите евиденции. Трета линија, имате луѓе со кои редовно амбасадата или генералниот конзулат, не е битно, кога амбасадата, мислам на сите дипломатско-конзуларни представништва, комуницираат, што можеме да ги наречеме пријатели на амбасадата. И најодзади имате списоци кои што беа утврдени при изборите 2014 година на оние лица кои што се пријавиле дека ќе гласаат, но и на оние лица кои што се изјасниле дека не сакаат да гласаат во амбасадата. И сега тука имате ситуација, дел од тие луѓе можеби планираат да дојдат овде и тука да гласаат. И никој не смее тоа да им го попречи. Значи не е прашањето како што министрот сугерираше дека ние сакаме таа процедура да запре. Не. Дефинитивно тоа си е нивно право и треба да се искористи. Но многу страшно е ако тоа се злоупотреби. Заради тоа што, простете, во Македонија се соочуваме со над 40% абстиненција. Значи, на наши избори излегуваат 53, 4, 5, 6, 7%, никако да добуткаме и до 60%. И тоа така како што ни е прикажано. Не знам како е вистински, објективно. Што мислите колкав е процентот на абстиненција во нашата диаспора? Не знам. Во основа е многу поголем. Тие луѓе, па често да речеме во Австралија, затоа што ние видовме дека имавме пратеници кои беа избрани со 3000 гласа. Баш така. Значи он треба, замислете, во една Америка да патува по 3, 4 или 5000 километри за да дојде да се пријави. Па да си се врати, па после да дојде на денот на гласањето, уште еднаш да ги врви тие 3, 4, 5000 километри. Австралија исто. Поголемиве некои земји, ние немаме таква мрежа и така натаму. Што значи, буквално да, веројатно е дека таму, на крајот на краиштата ги видовме и српските и хрватските искуства, во таа диаспора, посебно во големите прекоокеански земји, не можете да очекувате повише од 2-3 илјади. И како овие експерти за белоглави орли, како они манипулираат со тоа? Па тука веќе сум во сферата на предпоставки. Добро. Но, една таква предпоставка е дека они, имајќи ги тие списоци, можат да проценат кои луѓе воопшто би дошле да гласаат. И се ако, да речеме, во Вашингтон имате некој што е на другиот брег, демек на западниот брег на Америка, тој нема да потекне 20.000 километри да дојде до Македонија, нема ни да дојде до Вашингтон. Сега да кажете, лесно се прави антиципација на тоа кој ќе гласа, како ќе гласа и за кого би гласал евентуално. И сега мојот сомнож е, што се случува со гласовите на тие луѓе? Дали случајно овде некој имајќи списоче, Миле Милевски сигурно нема да дојде, ќе го пополни као Миле да гласал за оваа партија во Македонија. Идете, проверете го. Ако имате преди дека сепак Македонија е мала, и ако Миле Милевски се појави баш дента на граница, еден телефон ќе проработи и ќе каже шкртни го, Миле дојде, стигна човекот.
Значи, тоа се релативно лесни работи да се манипулираат. Мора да имате многу кредибилна дипломатија. Ова се сериозни обвинувања кои вие ги покренувате како синдикат. Не се обвинувања, ова се размисли. Океј, размисли во функција. Она што е во вашата изјава дадено, и министерот вели немам врска со ова. Не знам за што станува спор. Добро. Дали вие ќе му Па знаете што, на крајот на криштата... Во директен контакт би му воочиле... Лично мислам дека веќе не е он адресатот на кој конкретно ова барање би требало да го упатиме. Заради тоа што ако е он партиски министер, се разбира дека нема интерес овие работи да се обезбедат за да не дојде до каква и да е можност за манипулација на гласовите на диаспората. Така што не сум уверен дека овие работи на крајот на криштата и треба да се разговарат со него. Овие работи сепак треба да се требало по мене да бидат дел и од она што значи пржински процес, запржен процес или како веќе беше името, и да бидат дел од она што е грижа, актуелна грижа за посебно на ДИК, да се спречат какви и да е маргини каде што би можеле да се случат манипулациите. Меѓутоа, во однос на второто, што би било, знаете, ако упатувате барање до некого, прашање и што очекувате. Дали очекувате соработка? Еве, министерот изјавува дека со измените на Закон за надворешни работи од 2008 и 2013 година има зајакнати критериуми по кои се избираат најконкурентните кадри. Ама, ако по тие зајакнати критериуми ни дојде Караѓозовска во Загреб, Јовановска во Белград, Сашо Марковски во Берлин, Василка Треневска во Виена или Илија Псалтиров во Астана, тогаш ние стварно гласно апелираме аман за аман, немојте да ги пременувате тие зајакнати критериуми, дајте ни било кој друг критериум, само немојте овие. Заради тоа што токму по тие критериуми, буквално речено, и сведоци сме на скандали, имаме каде што тие. таква линија на скандали какви што сме ја немале ниво самостојна македонска дипломатска мрежа, ниво југословенски рамки, односно македонската дипломатија во време на СФР Југославија. Никогаш не сме имале вакви скандали. За крај да ве прашам, многу миле, ќе речете, зборувате јавно против министерот, вработени сте во министерството, ништо не ви фали. Луѓето се плашат, често кога контактираме со луѓето од институциите, се плашат да зборуваат било како, затоа што велат дека сносат последици. Вие, синдикатот во Министерството за надворешни работи, покажува дека и не мора тоа да значи дека ако јавно соопштиш, размисли, ако побараш, упатиш јавни барања до раководството на известна институција, дека не мора да значи губење на работа. Па добро, сега, согласно Законот за работни односи, председателот на синдикатот и членовите на извршниот одбор уживаат определена заштита. Така што не би можел министерот едноставно да го направи тоа, но би можел наистина сериозно да ми го загорчи животот. Како и да е, од тој аспект морам да констатирам дека министерот е крајно коректен, не се обидува во ниту еден момент што е, да ми се закануваат, да се обидат да ме подмитат или нешто слично. Така што, навистина, од тој аспект многу зависи од министерот. Ако тој лично смета... Дали синдикатите во другите министерства ги имаат ваквите овластувања? Значи, тоа е согласно Закон за работни односи, кој што е генерален закон, и тие одредби за синдикатот не се отпавикани со ниту еден специјален закон. Дали е тоа закон за вработени во јавниот сектор, закон за административни службеници, закон за надворешни работи, закон за внатрешни, одбрана, царина. Зошто другите синдикати молчат или се ниеден не ги отповикува одредби кои што се заштита на синдикалното раководство. Сега, што се однесува до тие, стварно навистина не би знаел да кажам. Гледам дека во, например, МВР имаат и повеќе синдикати, но таму стварно бројката е сосема различна. Ние овде зборуваме за 500 луѓе. Синдикатот брои некаде 300 и нешто луѓе. Значи, ние покриваме
добри 3/5 од луѓето што се вработени во Министерството. Може би, нашата позиција сепак да имаме контакти со странски дипломати, да имаме искуство од нашите престои во странство или работа во мултилатералните организации, нормално дека ни овозможуваат една поголема отвореност на погледите. Но, да бидам искрен, коректна поставка и од министерот и од Министерството, значи раководството на Министерството, во однос на она што значи синдикат и негови заложби. Сашко Тодоровски, председател на синдикатот на македонска дипломатија, ви благодарам што учествувавте во студиото. Јас благодарам за оваа прилика.